Почитувани граѓани на општина Неготино, денешниот прес ќе се однесува, ќе ви дадам една информација како и колку пари должи општина Неготино кон јавното предпријатие ЈП Комуналец и према тоа ќе знаеме зошто имаме такви услуги од ЈП Комуналец. Повеќе пати поднесувам барање, како што знаете, до општина Неготино, а од општина Неготино не добиваме никакви информации како советник, а не дај Боже како граѓани на општина Неготино. Ни па јавноста да знае. А тие се јавно достапни информации. Станува збор за поднесено барање до општина Неготино. Званично на 8.7.2026 година сум поднел. Бидејќи не добивам материјал за наседници, добивам штур материјал, каде што барам информации за да бидам добро запознаен, бидејќи во првиот ред тие се најнеписмените советници кои дошле во општина Неготино, до сега може и на земјината топка. Моето барање е следно од советник Љубе Темелков, колку пари општина Неготино должи на ЈП Комуналец по сите основи. Барам одговор во 5 работни дена и така натаму. Од 8.7. до 2026 година, значи, цел месец немаме одговор. Исто на седница точка на дневен ред разгледување извештај на ЈП Комуналец. Треба да знам што да дискутирам и која одлука да ја донесам, а советниците од првиот ред од ДПМН и коалицијата, они си гласат за. Поима немат што глас. И стоам позади тоа. Овие бројки што ќе ги изнесам, советниците од ДПМН начело со председателот Лили Арсова Митрова, Балканската убавица, не ни знае колку должиме. Исто имам поднесено и до ЈП Комуналец. И сега е известен и овие што се инспекторатите на Република Македонија, за да видиме зошто е тоа така. Во општина Неготино има едно дете, се вика Пере Трајков, премено социјален случај од село Војчанци, го спремат сега за секретар во општина Неготино и не дава никакви информации, нити па и на инспекторите од полицијата му дава, и кога идат инспектори да ги побара документи што имам поднесено пријави, он е Марија Нацева, која му била намената и намерата на инспекторите што барат информации, фактури, контра. Абе, тие се јавни достапни, бедете. И градоначалничката Марија Нацева, ќе одговарате ли за тоа едно ден? Сега може да се прикривате, може да ве штитите, ама тоа не може да оде во недоглед. Тоа е како трудна жена, ќе се крие 9 месеци, 9-тиот месец мора да се породи. Граѓани на општина Неготино, и прикривање на документи е кривично дело, тоа ќе зборам подолу во пресод. Сега само да ви кажам, еве оригинален документ. Кој документ општина Неготино на ЈП Комуналец му должи 21.453.734 денари, а пошто јас сакам да говорам во евра, ни должиме на ЈП Комуналец 350.000 евра. Званичен документ од 13.7.2020 година. Званичен документ кој е добен од институциите на Република Македонија. Може да го прикриеме колку сакаме, тоа конто не може да го избришиме. Зошто не даваме пари на ЈП Комуналец? 350.000 евра е сериозна бројка и го уништуваме јавното предпријатие, тоа е на граѓаните на општина Неготино.
бидејќи раководител таму на сектори Методи Данилов, кој е во некаква врска со Марија Нацева, градоначалникот, 10 години нема платено вода, нити џубрарина, и на крајот директорот што е, овој сега Митко, така мислам дека се викаше, да не му го сгрешам името, ако го сгрешам нека извине, му поднесува тужба и на крајот нема пари за ЈП Комуналец, ќе враќаме пиково ситија работи. Другата работа е исто така сектата која беше од ВМРО, таа е сега разрешена, Павлинка Честојанова ги разреши како председатели сите. Го тера директорот на ЈП Комуналец Митко, ако беше така името, да подпишува репрезентација во кафана во кој не бил. Јас исто го прашав еднаш пред неколку месеци, може и 6-7, зошто не подпишуваш, што е проблемот, имаш ти 400.000 денара со одлука да можеш да подпишуваш репрезентации, угостителски услуги. Тој ми одговори дека нити ја знам кафаната, нити сум бил, нити ќе подпишам. Имам подпишено 2 пати за репрезентација, тоа е кога имаше дефект и еднаш кога работеа работниците во ЈП Комуналец за сендвичи. Дури тоа и малку е. За тие работници да јадат сендвич, сок, бидејќи работеле 2 смени може. За да не го доложиме пресот од овој прес, го повикувам началникот Душко Коцевски, Дуле, дали ти се свиѓа или не се свиѓа, братче, друго не постои. Подопрен глас да одиш да видиш зошто не се дава документите на советникот Љубе Темелков. Советник во општина Неготино е највисока институција, да знаат граѓаните на општина Неготино. Повисока институција не постои. Нити полиција, нити јавно обвинителство, нити суд, нити ништо. Градоначалник ги спроведува одлуките на советникот, да појасниме, да знаат граѓаните, и овој документ мора да биде достапен во секој момент. Ја нема да ти пишам тебе, Марија Нацева, преписки, ти мене да ви даваш, па да добивам од управниот инспекторат документи колку пари ни должиме. Па за какво совет расправаме, за каква седница. Душко Коцевски, началник на полицијата. Ако сакаш да бидеш началник, значи работи по закон. Испрати го Рајче сега, нели, што е, како го вика, Митрев, како беше, Дејан Митрев, бидејќи покажува сина, бидејќи Зенова е председател на совет, нека оде, нека види зошто се прикриват документи, зошто не се дават на советникот и граѓаните да знаат. Зошто овие 350.000 евра не се платени? Рајче да одиш да го собериш во асето, а не да плаќаш 5 коли по советникот Љубе Темелков. Значи мора да одговарат, униформата мора да се облечите. Посебно ти, Рајче, бидејќи партијски премен, изиграва шериф. Во не е пекарта Рајче тука, па да сакаш да правиш само и да малтретираш. Уште еднаш ги повикувам институциите, јавниот обвинител, Душко Коцевски по 100 пат, Панче Тошковски, Христијан Мицковски, дека секој кој се заткрива под ваквото. А ова дето Пере Трајков од село Војшанци, приме социјалниот случај во општина Неготино, да се играеш со буџетот на општина Неготино и да дава и да не дава и на совет таму на седниците, може да ги видите на YouTube, се расправа со советниците во општина Неготино, посебно и со мене, кога му барам материјал. Па ја не сум избран таму да дигам ка Мирче, ка Спасика, ка Александар, ка Толова, ка Дашле, Унија на млади сили, кој беше Сонја Николова, за не знаеш што дигаш. Што дигаш за извештајот на ЈП Комуналец, кога должиме 350.000 евра? Што
него прифаната амандманот што беше да се направи за ЈП Комуналец, да се платат парите зборев тогаш 300.000 должевме и уште плюс 200.000 евро од буџетот од НАДИВЕ, ако треба и ново јавно предпријатие да се направи, да функционира, негојатно да биде здрава, чиста средина. И по тоа прашање точка, нема повеќе од дискутира. Чим не презимате ништо, МВР не презима ништо, јавното обвинителство не презима ништо, инспекторите не презимат ништо, тогаш ќе одиме до поголемите институции, бидејќи тие има и европски пари тука. Од овој прес сакам да укажам на институциите на Република Македонија и на МВР Неготино, дека ова е резултат на предизборен, изборен и постизборен подкуп. Тоа е факт. И од овој прес сакам да укажам дека ние загрозуваме безбедноста на Европа и на НАТО и на Обединетите нации, бидејќи сме ние членки таму и стратешки партнери. Значи, ова не е дозволено во нормална држава ти да должиш 350.000 евра пари и раководителот кој е разбашарен во општина Неготино, дето со посебни потреби, тој е криминалец Стефанот од полицијата со парите од джепот од Пазар, бара рушет, малтретира луѓе, па и на крајот и служби, инспектори и Методи Данилов, тој само не е пресуден, а иначе е криминалец. Е панат. Тоа се вика како, а викат надворешната полиција од Скопје, значи дојде. Од ГОКО да организиран криминал, го фана жив. Што не се пресудил, тоа е друго прашање, кога ќе ги отвориме и тие документи, зашто е тоа така. Ќе отвараме досија, тоа ќе дојде ден. И третата работа, го држиме Неготино во заложништво 10 години двојца луѓе. Сега и градоначалникот Марија Нацов, па ќе ми се осветила мене, ќе види кој е тоа љубе, ќе ме затвореле со Рајче, со председателот на Советот, Методи Данилов и он. И на крајот да престанете на луѓето да ги малтретирате зашто ми лајкат. Ниту сум го натерал некој да ми лајка, ниту ми значат лајковите. Има голем преглед, значи јас сум ги добил гласовите врз основа на тоа. И до гласа сум ги добил, не дека ќе ја сменам ламбата. Да, ламбата е нормално дека треба да ја смениме, тоа не е работа, но опšte е неготно да создаваме комунални услови. Комунални услови, значи пат, струја, вода, се, училишта, здравство, се од А до Ш. Ако разбираме што збориме. Тоа не е работа. А втората работа, да вработувам партијски, ни на крај памет не им паѓа. И да ја менјам ламбата со привилегија, значи ламбата ти следува и мора да ти ја смениме. Вода ти следува, мора да ти направим, да ти туриме. Пат ти следува, мора да ти направим. Дали си ДПМН, дали си МАК, дали СДСМ, ама уопште не ме интересира. Таму нема партија, таму има комунални услови кои треба да функционира градот Неготино. Тој е заложник од Методи Данилов во овој момент и од градоначалникот Марија Нацов. Ти на јавно комунално предпријатие по 100 пат повторувам да му должиш 350.000 евра и да седиш мирен и ништо да не ти прават. И на крајот да не платиш 10 години, нити данок не има од Методи Данилов да имаш платено, како си префрлал куќа не знаеме. И на крајот граѓаните мора да знаат, ги оценуваш луѓето зашто мене ми лајкува на пресуите, тие се јавни, не се скришни. И вие документи скришни ли се? Не се ки таткото или ки, ајде да не, ќе испаде дека те вреđам после. Да не кажам лош збор. Тоа не е лош збор, него тоа е вистина. Лош збор е, ако кажам и обратно од тоа дека си чесен или било што. И на крајот еве ти дека е тоа факти од инспекторите во општина Неготино, кои се криминалци, да, криминалци се. Бидејќи контејнерот негови доте во општина Неготино, човекот приклучен на дистрибутивната мрежа, струја, ние плачиме неви доте. И Методи Данилов и институции треба да знаат, тебе еден човек ќе го кажам, кој тој лично ми го кажал, тоа е Вуле Бекчич. Оде кај Методи Данилов и му вика,
му лайкаш на войната, ами идиш тук и му го държа предметът, не му дава да му да граде. Значи не може, това дете до сега 100 пъти трябва да е затворено. А Мария Нацова трябва да биде повикана в полицията кай Мицковски, кай Панче Тошковски. Защо тогаш на телевизор ти кажувате дека секој што се позад скрива треба да одговара. Исто од овој прес го повикам и новиот координатор на ВМРО председател Честојанова. Значи 20.000 луѓе не може да биде заложени. Што треба да степен, да се безсмени. Значи за тоа имаме институција, полиција, јавен обвинител. Имаме влада, имаме се, како може да не функционира, во Неготино само криминал да функционира. Граѓани на општина Неготино, јас Љубета Мелков, советник во општина Неготино, го доби вашиот глас за да ги добивате сите информации, вашите пари кај се трошат секој ден, мора да знаете и тоа ќе го исполнувам до крајот додека сум жив. По цена на мојот живот 100 пати кажа. Нито ќе му плаќате не една цел батальон да повикате полиција. Нито сум сторил дело, нити на крај памет ми паѓа. А овие мора да се средат. Не треба да стои криминал. Значи ние граѓаните бараме чиста средина. Ти не можеш да доđеш под милионити па 350.000 евра на ЈП Комуналец и да бараш резултати од ЈП Комуналец. Како ќе бараш резултати? Што се тие ретардирани или што работат во ЈП Комуналец да ти работи тебе за минимален само? Кој работник работи? Дури и ново што е. И си пуштил деца со посебни потреби, они да чисто лист. Да метат. Најнечист град до сега, најчист беше во Република Македонија, може и во Југославија, после Словенија. Граѓани на општина Неготино, значи мора да излеземе масовност и на крајот треба да му да укажеме на рамиите на криминалците дека тоа е стоп. Тоа не е хунта тука. Не е анархија. Двајца луѓе да надржаш во заложништво, посебно овие двојца. Па сега на крајот обучава дете Пере Трајков, не ги дава документи. Па не се нататките у војшанци, бе. Тие документи. Бидејќи нема критична маса да влезе во канцеларијата па да видиш војна ти каде. Не со насилие и со инспектори, со полиција, да ти турат раците и да замениш со шутка и да не се вратиш од таму. Ти ќе креиш документи. Граѓани на општина Неготино, уште еднаш ги повикувам институциите. Началникот на полицијата, Душко Коцевски, да повика инспектори, бидејќи не може еден инспектор, кога ви имам поднесено барање за конта 120-220, 3 месеци, 5 месеци, уште да се заебаваме со тие конта. Тоа се прави во една ден. Значи има превентива, во една ден се добиват конта. Ако не знаете, ви стоам на располагање, тие се стискат на компјутерот, испаѓат сите карти, тие не совет сум ги барал. Значи таму во тие конта се тие дадено. Целиот криминал го имаш во општина Неготино. Побарај си од Скопје, од финансовата полиција, кај Боби, од ГОК организиран криминал, да дојдат инспектори, тоа се решава за 24 часа. Па да видиме другиот дали ќе го прави исто ова сега ќе го прават. А бидејќи службите молчат, се е тоа така. И за крај, повик до началникот на полицијата Душко Коцевски, до Панче Тошковски, до Христијан Мицковски и до председателот на Водејачката партија коалиција Павлинка Честојанова. Значи не може ова така. Тие луѓе треба да се решат и да се тргнат од општина Неготино. Бидејќи сторили криминал, не по моја желба. Граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави, мора да ги добивате сите информации. Јас ќе ги добивам. Не е се така розево, да знаете, само кошулчето е розево. Иначе не е се така розево.